Добро вечер на сите. Фала више што останавте на дискусијата после филмот. За мене ова е еден од најдобрите филмови што ја обработуваат ова култура и традиција, што ги имаме проектирано. Ова до мене е Ремзи, тој е еден од основачите на невладината организација која се бори за напредување и прогрес на ромските права, која се вика Бајлска светлина, лоцирана е организацијата во Битола. Причина за тоа што ја направивме ова проекција е една неодамна промоција на книга која излезе пред можеби 2 недели, еден месец, со наслов Од Елегиптинот, од авторот Благој Николов, кој е драматург, сценарист на многу повеќе драми, значи може да се рачуна во некои конвенционални норми како битолски писател и интелектуалец. Тој беше поканет на оваа дискусија вечерава, но не даде дефинитивен одговор. Ако дојдам, ќе дојдам, ако не, значи имам отпатувано за некаде. Тоа беше неговиот одговор. Беше поканет и Азријан Мемедов, тој е активист за ромски права во Скопје, но поради недоразбирање тој мислеше дека контракадаме во Скопје, па некако ја пропушти ова вечерашна дискусија. Но со Ремзи сметам дека може да ја фатим и абсолвираме цела тема што се случи по промоцијата на книгата. Насловот на книгата според авторот, значи тоа што гледав, интервјуата, значи ги гледав сите интервјуа на авторот после промоцијата на книгата. Без да ги стигне тоа книга? Драма. Да, сега ќе објаснам. Значи ќе зборувам сега од позиција на авторот, тоа што го слушам. Тоа ќе го кажам сега. Тоа како јас го сфатив тоа што во емисија што го презентираше авторот, штета што не е тука. Значи авторот смета дека ова е сатира, книгата прикажува сатирата која преку сатирата ја критикува државата. Значи не ги критикува ромите, туку ромите ги става во една позиција на снаодлив народ кој некако го играат системот и пак се снаоѓаат во живот. Значи во книгата станува збор за мислам дека беше брачен пар кој прави трговија од Турција во Македонија, нешто препродаваат, па државата распишува конкурс за некоја драма, тие се пријавуваат, конкурсот има многу лабави лимити, значи може секој да добие или да се пријави, тоест лошите конкурси, лошите предлози ќе добијат пари за правење на драмата, а добрите ги одбивале. Значи тоа зборуваме во 95-та, тогаш беше напишана книгата, тогаш такви критериуми имаше владата и книгата е одговор на тоа време. Значи авторот сака да каже дека владата нема некои баш најсјајни критериуми за генерирање на некоја по-интелигентна култура. И значи тие ромите аплицираат на тој фонд, на таа во државата, ги добиваат ресурсите, а не знаат да направат драма. И сега се снаоѓаат како да направат драма, зашто да е драмата, го наоѓаат Шекспировиот лик Отело. Сега Отело знаеме дека е црнец во книгата на Шекспир и тие некако решаваат тоа да го искористат и да направат драмата од Елегиптинот. Тоа се случило во книгата. Сега авторот вика дека не е расист, дека книгата го прикажува колку се тие паметни, колку се снаодливи ромите како народ. Тоа, кога тој ја напишал книгата, тој ја напишал со голема помош од ромската популација. Тој кажува дека книгата е напишана пред 20 години. Значи, во 95 и 6 и кажува дека тој една година интензивно живеел со нив, кај нив, имал голема помош од нив и бил многу голем пријател со ромите. Кога го направија протестот Бајлска светлина и голем дел од ромската популација, нивната критика, тоа што излезе од протестот и пишаните изјави, пишаниот гнев на социјалните мрежи го нарече избегано. Значи, тоа е терминот, може да го видите на интернет, кажа дека ова се што се случи, што го направи Ремзи и другите луѓе, било избегано. Значи не било авторот авторот искоментирал така.
што е проблемот со мене со терминот ѓуптин? За мене сметам дека терминот ѓуптин е фалсификување на реалност. Кратење на идентитетот. Идентитетот понекад етничка основа. Значи, кога се за мене, значи, ова не е дефинирано, ова не е некоја теорија. Мислам дека кога се кажува ѓуптин, тоа е карактеристика на група на луѓе кои сакат само да лежат, кои се криминалци, кои се мрзливи, кои сакат да ја изиграт реалност и да поминат полесно. Значи, веќе не му се дава ни етничка основа. Кажуваш ѓуптин, лажи како ѓуптин, кради како ѓуптин и веќе немаш ти идентитет, не се саморовни, туку е само пежоративен термин. Значи, не се однесува на некој, не се однесува на некоја популација, туку се однесува на карактеристика, на карактеристики кои секогаш имат негативни последици, негативна енергија, се разбира. Сега, тоа е, можеби, во уметноста, пошто сега да зборуваме за уметноста секогаш треба да е слободна, да, не треба да е цензурирана, се сложувам тука, но говорот на уметноста се носи со себе последици. Значи, ако имаме слобода на говор, треба да сватиме дека таа слобода си носи со себе своја одговорност. Исто така, треба да сме многу внимателни од која позиција иди таа уметност. Дали од привилегираната норма, дали од привилегираната група на луѓе, дали од субординираната, маргинализираната, ранливата група. Исто тоа се многу битни карактеристики кога излекува некој уметничко дело. Според мен. Друго што е многу битно е ова книга и овој наслов веќе крши некои закони од нашиот устав. Значи, ќе ми дозволите, ги имам двата закони што мислам дека тука се прекршени, според мене, не сум правник, ова го кажувам лаички. Може во дискусијата да ме потврдите или негирате. Јас сметам дека има два проблематични закони кои се опфатени со насловот на книгата. Првиот е законот за навреда и клевета, кој гласи вака: за клевета одговара тој што за друго лице со утврден или очевиден идентитет со намера да наштети на неговата чест и углед пред трето лице изнесува или пронесува невистинити факти што се штетни за неговата чест и углед, а знае или бил должен и може да се знае дека се невистинити. Другиот член, 319, што предизвикува говор на омраза, гласи вака: тој што со присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, излагање на подбив на националните, етничките, верските и другите символи, со палење, уништување или на друг начин оштетување на знаме на Република Македонија или знаме на други држави, со оштетување туги предмети, со сквернавање споменици, гробови или на друг дискриминаторен начин, непосредно или посредно, ќе предизвика или ќе разгори омраза, раздор или нетрпеливост врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување. Други видови уверување, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална или телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или на која било друга основа предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор. Значи, ова се двата закони што смислам дека според мене авторот на книгата ги прекршил. Пак ќе кажам, ова е мое мислење, не мора да е точно, но тука си има јавен правобранител, може тој да оцени подобро. Ремзи, малце ја започнав ова дискусија со тоа што мислам дека е највитално. Дали можеш да кажеш ти како се почувствува и како течеше протестот и генерирањето на тој отпор спрема оваа книга? Пред се, добро вечер на сите и благодарност до вас, кои што, можем да кажем, сте единствени, кои што на некој начин изразивте спремност да се соочите со реалноста, односно со
она што всушност не окружува сите нас, а тоа е одредени интелектуалци кои што така се представуваат, предизвикуваат нетрпеливост во заедниците, например македонски, турски, албански, ромски, сите заедници кои што се застапени во Република Македонија. Ми поставивте прашање како се чувствував, нели 15 години веќе работиме кон унапредување на ромската заедница, интеграција во општествените процеси и ако јас, например, го премолчев тоа или не изразив ревот за тоа што како производ го даде авторот, тогаш се тоа на што сум го работел 15 години пропаѓа во вода. Пред се така се почувствував, затоа што овие млади луѓе не треба на некој начин да бидат стигматизирани на таков начин. Нели, во книгата, како што самиот тој кажа и на неколку своји излагања во медиумите, имаше желба да се соочи со нас. И покрај тоа што медиумите му дала предлог да се соочи во 4 очи со нас, еве и вие му дадовте таа можност, тој не се појави тука, ниту пак пред медиумите за да се соочиме. И да му кажам всушност дека во книгата тој пишува дека која ѓупка чита книга. Или носи научен. Или носи научен. Дел од книгата само го потенцира. Ние и на протестот кажавме, имаше голем дел од млади луѓе кои што се таму запишани во библиотеката. Ако од библиотеката сигурно земаат книги, не земаат кашкава, пример. Тие книги треба да се читат. Ако земаш книга од библиотеката, значи знаеш да читаш. Тој е вработен во таа институција, која е национална установа, и таму беше промоцијата, што уште создаде уште поголем револт кај мене. Во една национална установа да се промовира таков вид на книга. Мислам дека тој веќе и однос на држава, не е однос само на поединец автор. Токму тоа сакам да го кажам. Значи, ние, нашата реакција беше исто така и до библиотеката. Исто така и до театарската група, или како да ги наречам, Солза и Смеја, кои што својата популарност ги должат на ромите. Тие цело време ги создаваат своите скечови со тоа што ги користат ромите како алатка за да го направат скечот по-интересен за публиката и со тоа создава еден на некој начин тренд не само во битолот, туку и цела Република Македонија се станаа препознатливи, па дури и надвор од државата. И тие да прифатат да читаат таков текст, да направат скеч, и тоа за нас беше исто така навредливо, и за нашата реакција беше и кон нив. Значи, само малце ќе те прекинам за држи си ја мислата. Великаните на комедијата и пародијата Монти Пајтон имаше неодамна интервју со Майкл Палин и Тери Гилјам. И тие баш кога спомнуваш зошто не таргетиравте некои по-маргинализирани заедници како хомосексуалци, роми и слично, дека никогаш вика сатирата на државата не треба да се прави врз грбот на маргинализираните заедници. Океј, може да пробаш. Тоа тие се на некој начин врвни професионалци и Солза и Смеја не можат да се равнат никогаш со нив. Барем така јас сметам дека тие Солза и Смеја ми сметаат нешто или дека ми пречат, но не можеме да ги споредуваме. Монти Пајтон, тие си се професионалци. Она што сака да го кажаме, сушност дека не можеме на некој начин да седиме мирни и да гледаме дека нешто се случува кој што предизвикува стигма, предрасуди, дискриминација
кон нашата заедница да стоиме немо и да не реагираме. Пред се ние имаме одговорност пред овие млади луѓе, затоа што тие ја градат нашата иднина. И доколку ние не им создадеме услови да тие чекорат равноправно со останатите, тогаш нашата работа не ја исполнила целта, она што ние сакаме да го направиме. И сега во книгата, ако веќе имаме некои такви предрасуди, дискриминаторски изјави и стигматизирање на една цела заедница, од таа страна ние сметавме дека треба да ја реагираме и тоа беше најголемата причина заради која што сметавме дека оваа книга не треба да биде на некој начин за јавноста дозволено да се промовира или дека треба да се остави во библиотеката и некој да отиде да чита, што би се случило кога некој друг надвор од државата изел да проверува што има во библиотеката, затоа што секој има пристап до некоја библиотека, сега барем така сметам, електронски каталогот на библиотеката е објавен и на самата веб страна и секој може им пристап да провери со каков со што располага библиотеката со какви книги. Ја да спомна библиотеката како место каде што се промовираше книгата, тоа е знаеме државна установа. Како беше одговорот на директорот или предпоставение за културниот менаџмент во просторот таму? Одма после нашата пресконференција имавме повик од страна на директорката, што сметам дека е една добра постапка од нивна страна и бевме повикани на средба, на која што средба се тоа што сега го спомнав јас и го спомнав и директорката, таа исто така се вадеше на некој начин дека била нова и дека на некој начин било наметнато, таа сушност и не ни знаела што би имало содржината на книгата и на некој начин, и тоа сакам да го спомнам, од незина страна добивме едно големо извинување и таа рече дека ќе се потруди да превземе мерки за ова, значи ќе си превземат мерки тие, за какви мерки што ќе превземат понатаму не знам. Но она што сакам да го кажам, директорката изрази едно големо извинување. Авторот во ниту една изјава негова барем не рече им се извинувам на граѓаните од ромската популација за она што го направив јас. Неговата изјава на многу пати беше тоа дека за него сите се исти, дека сите ги гледаат како луѓе, не ги гледаат како роми, македонци или албанци. Но тоа е неговиот став. Ова книга според мене разочарувачки во јавноста, што предизвика беше разочарувачки за мене, затоа што му се даде многу мал простор во медиумите на протестот, на реакцијата на ромската популација, но никој од страна, никој не изрази некаква желба или некој пост со честни исклучоци за ова работа. И по тоа се гледа системската репресија, расизам што државата го има врз ромската популација. Значи медиумите намерно или ненамерно ги цензурира, не сакаја повторно да ја тематизираат ова тема со цел за да спласти, да се заборави, да се продолжи животот. Мислам дека хипотетички многу би била поразлична реакцијата на сите нас ако книгата носеше наслов Отеле каурот, Отеле шиптарот, Отеле бла-бла. Значи ќе се тематизираше поќе многу поголема дискусија ќе имаше во јавноста, но за тоа што се роми, тоа е вообичаено, за нас тоа е нормално и тоа помина без никаква време. Го делиш истиот став? Не, уште на почетокот ја спомнав општествената одговорност на сите нас. Јас пред се, ова го изразив како револт на моите соработници, да речам, од неромските организации. Сушност, сакам да кажам, ако, пример, иницијативата Битола сака чист воздух,
јас како Ром ја поддржувам. Зошто останатите на нашата реакција, организации, наши соработници, кои што сметаат дека ова беше нешто за сите во општеството, нешто на некој начин што ја прикажува или ја презентира самата држава како држава која што поддржува дискриминација и предрасуд. Зошто ниту една организација неромска или не се произнесе да каже да и ние ја поддржуваме оваа иницијатива, да изразат на некој начин соучество барем со нас. Тоа не се случило никогаш до сега. 15 години работам и секогаш и претходно имаше реакција за филмот Планета Бај. Исто така и во таа наша реакција ниту една организација, јас кажам, секоја чест ваша, што на некој начин собравте храброст, можам да кажам, да јавно дискутираме за една ваква тема. Никогаш не се случило да некоја неромска организација превземе некоја ваква иницијатива, за да можеме да дискутираме и дебатираме дали сметаме дека ова е во ред или не е во ред. Да. Само една забелешка, минатата година, токму во оваа сала, токму во организација организираше проекција на филмот на Александар Петрович Собирачи на Пердури, Скупљачи перја, кој пак тематизира ромски живот и имавме активистот од Скопје, Сунаи Сабриновски. Беше Сабриновски. Значи, ова е уште една низа во тоа. Значи, јас го спомнав вашиот придонес, значи, вие сте единствените кои што на некој начин правите некои напори за да можеме да дебатираме и да разговараме, затоа што проблемите на ромите не се само проблеми на ромите, тоа се проблеми на сите нас. И ние треба сите, ако се соочуваме со одредена проблематика тука заеднички, ако да најдеме заеднички интереси за да направиме напори да се решаваат тие проблеми. Така ја гледам интеграцијата, јас барем така сметам. Тоа е дека социјалната инклузија, економската инклузија, прогресот на ромите, автоматски прогрес на цела држава. Доколку мене ми смета питачењето на децата од ромска популација ми смета. Се надевам дека и на вас ви смета тоа, затоа што се пред се таму и се злоупотребува детскиот труд. И сега, ако тоа ми смета, и зошто да не дискутираме за тоа? Можеме и за тоа да дискутираме. Може, да. За сите проблеми со кои се соочуваме. Ние сме отворени за да дискутираме како да изнајдеме начин како да помогнеме на со ваквите книги, со таквите филмови со кои што само се презентираат проблемите на ромската заедница, а никој не презема ништо да се решава, ништо не правиме. Дури се перпетуират стереотипи, се перпетуира неправда во таа смисла, барем јас. Повели. Аз само гледам дека тука има некои нови лица, значи правилото е тоа што сака да каже нешто, да критикува, да праша, само да крени рака и ќе му биде даден збор. Повели. Неколку работи. Прво, кој легалноста, дека знаеш ли е стромно за омнешто, дека ги цитираше законите. Етиката не оди во пакет со легалноста. Можеше да биде законски да се критикува Рома, може и да се затвори, да се убие, сеедно не мора да значи дека етиката оди во пакет со легалноста. Сам да кажам дека сеедно е тој дали прекршил или не прекршил некој закон. Постапката негова е дискриминирачки и стигматизирачки. Понатаму, според мене хуморот е слободен. Хумор може да се зафркаш со кој сакаш и како питен е контекстот на хуморот. И битно е, онај ти што го спомна, кој го користи хуморот и како го користи во контекстот. Тој е привилегиран. Значи, ромите меѓусебно можат ѓупци да се нарекват слободно. Ние можеме каури, не знам, албанците можат шиптери меѓусебно да се нарекват и слично. Ако друг од привилегирана група, како во случајот македонец, пошто сме привилегирани во однос на ромите, го користи хуморот на тој начин, тоа е дискриминација и она ти што го каже само одржување и репродуцирање на стереотипите кон ромската популација. Тоа е втора работа исто околу интерес на оваа група, што исто сад да спомнам нова дискусија, глед видеа салата напред, да е друга тема.
ќе биде полно. Ова тема не е интересна за најголем дел од луѓето. Да е некоја друга тема по-интересна за публиката, веројатно ќе беше полна салата, исто е рекламирањето на настапите. Едноставно овие теми не ги интересираат луѓето. Тоа е исто проблем на општеството. Теми кои може се значени, кои секојдневно се сретнуваме, ама ги игнорираме, ги пикаме под тепик, пошто не засега најдиректно. Го спомна закон. Јас сум дури порадикален во пристап. Јас сметам дека ова бректовско, прво леп, после мора. Јас сметам дека не треба да се држи законот толку стриктно. Позитивизам на правото. Да. Законот за сите ист. Не. Ако немам леп, имам право да украдам. Ако системот не ми даде еднакви права, јас имам право да украдам и тој човек јас би го исклучил од обвинение. Поддржам. Ето. Кога зборуваме за закон. Добро, кој? Имам едно прашање, значи на почеток да кажам дека книгата ја немам прочитано, не знам зашо се работи, може да сгрешам во нешто. Ме интересира, пошто сте вие роми, да ми кажете, имав прилика од еден египтјанец, кој така се декларира, значи да ми кажете дали постои разлика помеѓу ромите и египтјаните, и дали египтјаните се уствари они што ние ги викаме љупци. Што јас исто така сметам дека е стигматизирачки израз. Исто така што спомна Драган околу привилегираноста на групите. По закон и по устав, ниту една група не е привилегирана. Де факто, ние македонците сме привилегирани и тоа мора да го признаеме. Значи, доколку сега некој ром направи некоја пега и направам јас, ако одиме во полиција, сигурно ромот ќе ади 2 шамари, мене ќе ме пуштат со опомена. Да смислам да бидеме реални како функционира работите во земја. И сам ми интересираше доколку египтјаните се така наречените египтци, од каде тој револтот на ромите, бидејќи по она што јас го слушнав од овој човек египтјанец, тој каже дека тие немаат апсолутно никаква допирна точка, значи како етнички групи. Пред се не можам да навлегувам во подлуката на личноста, што сака да се декларира. Египтјаните произлегува во последните, да речеме, 20 години. Нас не третираат како една заедница или малцинство најголемо во Европа, па дури и во светот. 10 до 12 милиони. И најголемото малцинство во Европа. Ние сме признати како малцинство во цел свет. Имаме јазик, имаме култура, имаме традиција. Со што можеме со право да кажеме дека си имаме свој идентитет. Сега египтјаните на кој начин, како сметаат дека си имаат ли своја историја, како си се презентира, јас не знам. Оти секој имало своје право да одлучува што е. Може да рече јас сум марсове. Тоа е негово право, јас не можам да му навлегувам по неговата одлука и како ќе се декларира. Тоа што го кажавте, дали нас ромите претходно не викале цигани, джипси, ациганос, со различни имиња. Во 1971 година е одржан првиот конгрес на светско ниво во Лондон на 7 април и тамо на тој конгрес усвоено името Ром. Толку за египтјаните, како, дали тие биле ѓупци, египтци или јас, не знам, не можам ни да коментирам. Тоа си е нивна одлука, тие можеби ќе беше добро да бидат тука и тие да кажат што е нивниот став. Не знам дали во Битола има некој друштво на египтјани, јас пошто сум по потекло од Охрид, знам дека во Охрид добар дел од значи имат и роми и египтјани. Слично затоа сакав да прашам, пошто нив ги викат египци, па се веројатно оттаму инспирацијата на авторот за оден египтинот, па затоа сега да прашам да ми се разјасни. Ако била неговата инспирација од египците, тогаш тој кажуваше во изјавите дека јас со ромите една година. Е се малце чудно, затоа што
фронтот на книгата стои отеле Египтинот. Ама на корицата, вака кога е тенка книгата, стои отеле Египтинот. Тогаш тој два пати дискриминира и ови ги дискриминира. Малце. Сега законски, извини само ако може. Окей. Значи законски не знам толку, пошто студирам право, не работам во пракса, но не знам колку на суд, например, би било издржано тоа што го спомна членот од законот Ѓорги, значи дека доколку произнесува вистини, не вистини, значи сега многу е тешко да утврдите дали фактички да утврдите со докази дека наведеното во книгата не е вистина. Значи веројатно вие ние сите знаеме дека не е, али треба да имате материјални докази. Ние испративме представка во Комисијата за дискриминација. Таа си има соодветни луѓе кои што треба да утврдат дали има или нема. Ако тие сметаат дека нема, тогаш нема да превземаат понатаму мерки. Ако сметаат дека има, ќе се превземат. Многу е тешко, според мене, пошто секој може уметник да се извела и уметност. Да, јас тоа брикувам, што јас имам моја визија, уметност. Но пак ќе кажам, си носи секоја уметност, секоја слобода, си носи одговорност. Повеле. Да го прашам, господине, нешто. Дефиницијата, зошто роми? Откаде роми името? Знаете, роми... Ме интересира тоа, онака се... Претежно нас не третирају како на нелуѓе. Пошто потеклото, извини, потеклото ваше, мислам, како што знам јас, како што имам Один. Да. Зошто роми? Роми, Ром, Рим. Значи Рим. Само дозволете ми. Значи, претежно не третирале како нелуѓе, како нечој. А самото Ром значи човек. Од таа причина е името Ром. На ромски значи Ром човек. Значи нема врска со Рим. Не, нема никаква врска со Рим. Ниту со романи. Добро. Пошто преваше рака од преге, може тој прво. Може јас? Да. Значи јас сакам да прашам нешто за терминологијата. И вие на почетокот споменавте дека зборот значи има само негативна конотација. Зошто така? Затоа што јас, пример, во животот не сум имал таква конотација за тој збор. Јас го користам, например, тој збор и за мене тој значи народ. Еден граѓанин на тој народ. Ѓуптин. И воопшто нема негативна конотација. Дали не се работи за некакво извитоберување на значењето на самиот збор? Затоа што, еве денес јас баш пред да дојдам, го проверив зборот Ѓуптин во дигиталниот речник што го има на достап на интернет и зборот Целанец, што исто така го има во истиот речник. И двата збора, значи, и Циганин исто проверив, Циганин пишува дека се однесува на граѓанин на некаков народ, значи на народност, но може да значи и негативност, а Ѓуптин само негативност, а пак Селанец исто така има две значења. Може да значи граѓанин, жител на село, но може да значи простак и сите негативни конотации кои што му се дават на Селанец. И дали тука не се работи за извитоберување на значењето, на основното значење на самиот збор, од каде што потекнува. Затоа што јас, еве, за жал, ние зборуваме цело време за заедници, значи сме малку и кетизирани, ние немаме некое заедништво реално. И за жал државата тоа не може нас да ни го обезбеди. Ние треба заедно да се дружиме и да го оствариме тоа. Јас, например, имам неколку месеци во годината можност да работиме заедно со роми и нив не им пречи кога во слободен разговор ќе речеме Ѓуптин, затоа што воопшто не е во негативна конотација, тоа се однесува на народ. И така мене ми е предадено, барем во мојата семејство. Од секогаш сме соработувале, сме работеле заедно и никогаш тоа немал негативен контекст. Самиот збор Ѓуптин. Тој за мене член на некаков народ. И тој народ ништо не се разликува од македонскиот или било кој друг народ. Сите ние сме еднакви и за жал сме гетизирани за жал Македонија. И дали ние имаме проблем некаков општ, не само ромите, македонците или било кој. Ние мислам дека сите имаме заеднички проблем во однос на тие изрази. Ете, например, јас многу почесто слушам Селанец, отколку Ѓуптин во случајот.
И тоа е сосема негативно. И јас бидејќи сум од село, и мене воопшто не ми пречи, јас намерно ќе им речам, јас сум од село и почнува да се извинува. Тие не сваќаат дека мене не ми пречи тој, дека јас реално знам што значи тој збор. Не можат да ме навредат бидејќи знам што значи реално зборот. Но потоа ќе речат, ама тоа значи ова, ама значи она. И се бега, значи, од реалното основно значење од каде што тргнал зборот. Значи, самиот збор ѓуптин, еве како што знаеме, потекнува од Египет, од зборот Египет. И етимолошки тој нема никакво погребно значење. И дали треба да го третираме самиот збор како погребен, дали ние не треба да се смениме значењето на тој збор, да дојдеме до основното. Затоа што тој ние го користиме во секојдневниот говор и најчесто ром го користиме само од култура кон ромите, еве јас во случајот од култура кон ромите ќе го искористам зборот ром, иако самиот збор ѓуптин воопшто ништо не значи негативно за мене. Да. Завршите, окей. Имам само 2-3 коментари кратко. Јас ќе користам секој израз кој е фер и толерантен спрема заедницата кој се однесува. Значи, ако ромите сакаат да бидат нарекувани роми, и од моја етичка перспектива и од нивна, јас ќе ги нарекувам роми. Ако ги врега ѓуптин, јас би ги врегал, не би ги нарекувал ѓуптин. Многу важна поента што ја кажа ти, викаш, работев и работам со ромите. И после кога створив некој другарски однос или поблизок однос, може да му кажеш и ѓуптин нема да се навреди, пошто те гледа секој ден, соработуваат и веќе тие бариери, културолошки, политички, социјални, веќе се паднати. И во една таква атмосфера ти можеш да го научиш што сакаш. Можеш како другар, пошто другар во битола имат сленг, перче, кај си перче, кај си перче. Ама на некој што не го знаеш, му речиш педер, малце е навредливо. Во таа смисла. И затоа да, и сметам дека Жижек тоа го кажеше, политичката коректност е по-опасна од тоталитаризмот, но има многу различни контексти кога се користат тие политички коректни или некоректни термини. Ако сакаш нешто да додадеш? Еве, например, ќе кажеме, вие викате дека не е навредливо тоа. Кој ќе го користиме, како да речам сленгот, ѓупска работа. Претежно тоа се користи. На што се мисли? На нешто добро? Никогаш. Не. И друга работа, ти го спомна тоа и многу добро го кажа. Види некој кој ќе ти рече некој селанец, пример, се чувствува непријат, така? И јас имам пријатели со кои се дружам, македонци, и седиме, кои ќе речат, ќе се испушта, ѓупска работа, или гледаме фудбал, нешто, види го на ѓуптино. Да извини, греши. Тоа е, значи, од почита спрема човекот со кој живееш. Мене може би не ми смета тоа што ќе ми речеш ти ѓуптин, ама од култура, ако ме почитуваш, треба да имаш малку. Може. Да. Значи секако јас ќе го почитувам тоа право, нели, кога некој сака да биде нарекуван некако, така ќе биде нарекуван. Но јас сакам да истакнам дека не имаме друг проблем што не ги засега само ромите во македонското општество. То не дека само во македонското, тоа и на светско ниво е така. Ние имаме проблеми со македонска работа. Пример, јас сум студирал во Бугарија и пример кога ќе се видеше некаков ред без ред, тоа е македонска работа, се велеше, значи во сосема негативна конотација, затоа што ние не знаеме да почитуваме ред, например. Значи, тоа јас сепак тргнувам од секако дека имаме ние реални проблеми, но ние многу бегаме од суштинското значење на самите зборови. Многу зборови се користат погрбно, значи ние треба да се смениме значењето на тој збор. Затоа што нема можеби, пример, еве да речеме за роми има и други зборови кои што ние ги употребуваме, но за селанец, например, нема други зборови. Селја. Да, ама тоа е карактер од српски. И ќе речат вака, онака, значи ние ги извитоперуваме и после ќе се објаснуваме. Како што имаме за селанец во таа негативна конотација малограѓанин, нели, тоа може да се користи, например. Но зошто да ги извитоперуваме термините, а во однос на ромите секако ќе ги почитуваме и како што сакат, така ќе бидат нарекувани, но ние само од култура кон нив ќе го користиме тој збор ром,
а меѓу нас ќе се користиме ѓупци во негативна конотација. Јас мислам дека имаме проблем кој што треба да се решиме без разлика дали се наоѓаме во средина со присуство на роми или не. Ние треба правилно да се изразуваме, а не само да се пазиме. Але Лапас, например, како ги навреди турците во емисија, например. Така да, секако ние можеме да се навредиме меѓу себе без разлика дали сме роми, селани, македонци, шиптари, било што. Саш нешто кажи? Ме замисли малку, но мислам дека не е проблемот само терминолошки и херменевтички. Мислам дека ова е цел политички конструкт. Мислам дека културата преку институциите кои држат моќта, хегемонијата, мислам дека тие стереотипи што ги продуцира, не ги продуцира само во речникот, туку ги продуцира да опресират и репресират некоја заедница заради некои други цели. Например, Бајро се знае што е Дризла во Прилеп, се знае што е Шутка во Скопје. Намерно се сегрегират групите за да немат поголема политичка, економска, социјална интеграција во општеството. За да бидат секогаш тие што ќе бидат покажувани со прст, секогаш тие што ќе бидат неуспешни и секогаш тие што ќе бидат виновни или дел од вината за неуспехот и регресот на државата. Значи, многу лесно може владата да ги реши тие социјални проблемите што ги има на ромите. Многу лесно. Може да покаже многу подобра волја за почеток. Но зошто му одговара? Да се психолошки момент, еден момент што ми текна. Зошто му одговара, например, да има питачи на владата на улица? Затоа што сега малце ширам тема. Мислам дека ако некој од средна класа или некој што привилегиран како што сме ние, проба да се побуни или проба нешто да направи надвор од комфорт зоната, питачите се тука како подсетник, меѓу другото, дека ете што ќе се случи ако ти одиш против државата, што ќе се случи ако ти одиш против моќта. Тие се подсетни за бедата што следи ако ти си непослушен од државата. Еден од феномените на зошто луѓето се оставени така на улица. Друг феномен, што е многу интересен кај ромите се, што пак ми текна е феноменот на како капитализмот или, например, државата, кога сака да освои се повеќе територии, како повеќе сака да приграби природни ресурси, јавни простори и приватни простори, ги искористува ромите во ова смисла. Има стереотип дека ромите се номади, дека што и да направиш, ромите ќе се селат, ќе некаде да учат, па тие само патуваат, па тие некаде да седат на едно место. Зато имат тие картонски кути, зато тие не вложуваат многу, живеат во живеат брзо и лесно, живеат во кампу или во такви картонски некои кути. За нареден пат, значи ова е пак моја теорија, не е тука зацртана во камен. Нареден пат, ако државата сака да искористи некој простор, да изгради сала, да изгради куќи, да изгради згради огромни, како што направи или во Скопје или во касарната кај нас во Битола, многу лесно може да го реши Бајро, затоа што там нема луѓе, тие се не луѓе, како што кажа самиот Ремзи, државата така ги гледа. Многу лесно ќе рече, па тука нема ништо, што картонски кути, ќе ги избришиме одмah. Тоа да го направи во Нова Битола, ќе се креди цело, но не ни помислуваат на тоа. Многу е полесно тоа да се случи во Бајро. Зашто немаш ништо таму, имаш луѓе што седат тука, па можеш да си ги преселиш потаму, немат ништо тука, немат нешто за што ќе се врзат, немаш инфраструктура, значи немаш патишта, уште значи има каливи улици, нема сигурен водовод, нема сигурна струја. Обезвреднето земјиште. Значи обезвреднете животот, обезвредено е местото на тоа, ништо не се случува, зашто не изгледа таму некој корзо, некој кафич, зашто не се инвестира ништо во тоа. И тоа е момент што ако го гледам мислам надалеку дека има некаква логика, според мене. Ти стратија многу незаписен на легислативата, за тоа баш сакам да разговарам малку, ти рекла дека поднесе некоја представка до комисијата за антидискриминација. Кој ќе видиме кој е начело на таа комисија, дека Александар Пандов е еден од големите фашисти, моментално назначен за директор на истата таја, мислам дека нема многу ефект таа представка што сте поднесе таа. И дека сега колку и да поднесувате такви представки, дури и кривични пријави, мислам дека сега ќе бидат одбивани, никогаш нема да има конкретни обвиненија поднесени по тие пријави, бидејќи вие сте, како што кажавте, сегрегирана и дискриминирана заедница, што значи дека
чекувајте многу. Искрено да ти кажам, во законодавството. искрено ти кажам, значи не очекувам нешто големо да се случи. Мене ми беше целта, значи, ова. Некој да дискутира за проблем. Една од целта ми е тоа. Второ, како што викаш ти, ако Комисијата за антидискриминација не реагира, има други методи преку кои што ние можеме да го истакнеме проблемот и доколку сметаме дека треба да сноси одговорност, личноста да си сноси одговорност. Инаку, колку за информација и представниците на ОПСЕ дојда и народниот правобранител, ја посетија директорката. Сега тамо што беше разговарано, само бевме информирани дека ќе одат и ќе ги посетат. Што беше разговарано, како беше разговарано, не знам. Значи, нашата цел беше да ја информираме јавноста дека таква книга се објави во библиотеката, се промовираше и дека таа книга не би требало да ја отсликува државата Република Македонија и целокупното население на државата. Затоа што, вие на некој начин кажувате дека всушност не сум само мене на кој што ми смета тоа, дека и на вам ми смета и тоа ми е многу драго. Ама ние сте тука една многу мала група, треба масовување. Добре, ова е речекор во тоа. Повеќе. Многу е... То со масовноста мене е многу, како и времето се посмешно и попатетично барање на изговори ми е дека треба масовност. Масовност, масата во принцип, барем из историјата, да не речем секојаш, ама не знам друг термин, е на погрешна страна. Масовност, кога ќе се бара масовност, во принцип се бара унифицираност. Еден и став, масата која има како толпа, како стадо, некој кој треба да се унифицира. И ти треба масовност за да преземеш некоја акција, не мора да е масовно. Не мислам Ни за ефект, не е ефект. Мислев во... Дека сме малку овде, бројка кој... Ама и од етничките везерници се малку... Од етничките мислиш? Ама? Од етничките или рече етничките? Етничките. Мене ми има тука албанци, македонци, роми... Ова е друга тема. Да, друга тема, ама секојаш се наметнува како дека бројката е ограниченост и бројка и масовност не мора да ги поистоветува. Бројчаност треба за одредена акција секако и за нешто да се преземи, ама масовност која се користи како термин подразбира унифицираност, некоја маса, некоја стадо, некоја овци кои треба да бидат предводени, кои треба да имат унифициран став околу нешто, што според како? Многу во Македонија живиш. Па живеам во Македонија, ама тоа не значи... Да, па јасно ми, ама тоа не значи дека треба да прифатиме системот на вредности како работите се одвиваат, ме разбираш? Повеќе. Јас мислам дека не треба да се третираат така како овци. Не. А во однос на масовноста, јас мислам дека, ние што сме тука, барем некаков однос реален да имаме со етничките заедници, веќе тргнала работата. Нема потреба да чекаме некој да не води. Гледаме дека државата, за жал, не може да не води. Да не упати на некаков прав пат. Јас, например, имам љубов кон ромската нација и затоа дојдов денес, искрено. И знам дека имат поголеми проблеми од сите нас во Македонија. Не дека немаме, ние сите имаме проблеми, но ти имат доста поголеми проблеми, сметам јас. И мојот однос кон ромите, ако го имат можеби и неколку души околу мене, и кога ќе видат некои други, можеби ќе следат пример. Но јас не очекувам дека државата мене ќе ме научи. Затоа што многу работи, за жал, сам ги учам. Не државата, не образованието, туку реалниот живот, заедно со луѓето. Да, но државата е првиот чекор во кој што треба да се смени нешто, за после да се продуцира. Зашто гледаме дека државата не е првиот и нема да биде. Јас сум првиот. Сите ние, Зошто мислам така? Затоа што статистиките покажуваат, ако имаме една група на 1000 македонци, 1000 албанци, 1000 власти, 1000 роми, само ромите се најмалку вклучени во образовниот процес. Тоа не можам да го решам јас, тоа не може да го решиш ти, тоа може да го реши само државата. Но видете, јас не сум член на политичка партија и неколку пати ме одбија од работа, без разлика што сум квалификуван, затоа што не сум во политичка партија.
Значи се работи за било каква, значи секаква дискриминација има на Македонија. Апсолутно се сложи. И затоа не можеме да очекуваме од државата дека мене ќе ме упати, да ги сакам ромите или да се сакам струката или да сакам некој народ или не. Значи треба сите ние да тргнеме од себе прво и нашиот однос и да внимаваме на нашиот речник кога зборуваме, кој збор ќе го искористиме со која намена и така ќе тргне работата. Иначе ако очекуваме некој само да не упатува и да не носи во некакви правци, јас мислам дека нема да се случи никогаш тоа. Гледаме дека носат на криви патишта. Дека се паралелни комплементарни процеси, не се исклучуваат еден од друг. Драга? Прво сам преге кажа околу државата колку може бенефит да има и да префрла топка цело време, дури таа ситуација е нерешлива. Нерешливоста на таа ситуација му одговара на државата. Друго кое го начнуваше интеграција во образовен систем кој има за цел да го репродуцира општеството, да го држи само одржливо во иста форма каква ше никаква образованието не дава никаква суштинска промена на постоечкото, само го репродуцира. Го одржва и раѓа, произведува кадар, значи на пазарот кој треба само да пополни бројка или планот или концептот кој е зацртан и толку. Според мене, ако сакаме, знам колку е потежок овој пат и колку поутописки звучи, ама според мене, ако сакаме да се ослободиме, треба да тргнеме од нас и треба да бараме други канали, неформални и вонинституционални. Знам колку е потешко и покомплексно, ама ова другото досега никаков ефект нема конкретен. Ни интеграција, ни било кој начин кој се води преку институционални канали. Особено прво затоа што нема одговара да биде решен тој проблем од прилик. Затоа што нема да може да ја префрла топката. Или стално ќе се перпетуира и стално ќе се најдат некои други групи кои ќе треба да бидат проблемите испливува. На секој, зависно во кој контекст е поставен. Свесен сум за проблемот на образованието на овој систем, но ова што го кажа ти сметам дека е малку утописки, како што самиот кажа. Кажав јас како звучи, не утописки во практика, постојат многу примери на неформални образование низ светот. Добро. Во однос на државата, значи државата не се зградите на институциите, туку се политичарите кои што на крајот на денот ги бираме ние. Јас сметам дека сите политичари во секој општество, во секоја земја се слика и прилика на народот што живее во таа земја. Никола Груевски и Зоран Заев се слика и прилика на македонецот во оваа земја. Амди Бајрам е слика и прилика на ромското население во оваа земја. Значи, ние ги бираме тие политичари, тие не идат сами, ние им го даваме легалитетот, ние им го даваме легитимитетот и ние им го одземаме. Очигледно дека тоа е проблемот и затоа мислам поентата беше тоа ствари дека ние ги бираме тие политичари и тие се државата. Значи, ние од нив треба да бараме тоа што каже и те исто, тие да ги направат тие клучни промени, значи пример интеграција на ромите во образованието и слично. Како Амди Бајрам кога е интегриран во општеството? Или како Али Ахмети кој е интегриран иако огромен дел од албанците немаат за леп? Нема да, значи, кај сметам дека е грешка? Нема заради еден политичар да го стигматизира цел народ. Амди Бајрам не стигматизирам народ, стигматизирам функција. Значи што е за македонец, не ми импутирај дека стигматизирам народ. Не, методот на твојот аргумент мислам дека е грешен. Затоа што Амди Бајрам не е или Никола Груевски, сметам дека не е слика на македонскиот народ. Амди Бајрам е богат, корумпиран, си има фамилија со 300 хотели, со 300 куќи. Ромскиот народ не е. Само за статистика, пошто се спомнува ностоп ромите во Македонија. Ромите на европско ниво се дискриминирани. 90% од ромите во Европа живеат под прагот на сиромаштво. Јас не зборам за слика и прилика. Јас зборам колку дека интеграција преку функции, преку институции не значи ништо суштинско. Интеграција значи во секојдневните односи, дружење меѓу нас, соработка и слично. Тоа е интеграција, а не интеграција или позитивна дискриминација со други термини кога ти институционално ќе се искачат повисоко на скалата. Не ќе да зборам во нивно име. Истото го мислам кон моите политички. Ај практичен пример. Значи да земеме како би изгледала интеграција кога јас ја замислувам во овој постоечки систем. Ако му се даде поголема шанса на ромите за образование во овој систем, ако не се сегрегират по училишта, значи по училници тука само учат ромите, ние се учиме тука. Ќе се случат две работи. Првата работа, ќе си ги запознаеме меѓусебно културите и традициите. Значи не мора држава да тебе да те натера да се дружиш. Ти во еден природен склоп
опуштенство ќе почнеш да се дружиш. Ако има интеграција на ромите, македонците, власите во една паралелка, тоа ќе е прво и тоа ќе паднат стереотипите. Тоа е прво. Второ, ако му се даде поголема шанса на ромот да се образува, автоматски тоа значи подобри и поголеми услови за работа. Ако има поголеми услови за работа, тоа значи ќе зема поголема плата, ќе има подобра функција и ќе може да му помогне на повеќе роми. И ќе биде пример за другите роми дека ете може да се успее. Значи ако се учи, ако му се даде поголема шанса, ќе има поголема интеграција и отогаш ќе имаш и економски и политички бенефити. Значи, и тој ром кој ќе се образува може повторно да привлече, како што реков, други роми, да биде тука да биде повеќе меѓу нас, да има повеќе културен живот. И пак во тоа струење на луѓето, во тие контакти ќе паднат многу стереотипи. Како изгледа шансата на образованието? Која е спомнуваш? Ќе биде еднаква за сите. Значи за тоа интеграцијата, да има поголема инклузија во образованието. И автоматски ти добиваш поголемо образование, подобри шанси во животот, за вработување и слично. А ако треба да се вратиш во истата средина во која си, ама нема да се вратиш. Тоа е работата, зашто ти имаш подобра работа, ти имаш подобар политички и социјален статус во општеството. Зашто бегат македонците во странство и не се враќаат. Тоа е друг проблем за македонците, ги дискутираме ромите. Исто е со овој. Која е вашата поинта? Океј, не ве слушнав. Ве прекинав. Извинете, уште еднаш. Кој ќе се вратиш во средината, кој ќе се школуваш, кој ќе се вратиш во средината и пак ќе влезеш во истите говна. Истите македонци што тука земат 150 евра, одат странство, кој ќе видат тука ќе се вратат за 150 евра да работат, си остануваат таму. Поа ми се тие тамошните говна поскапи, по-убави, по-луксузни него вие тука. Не се сложиш, не? Не, сваќам поет, не ве сватив искрено. Не ве сватив. Океј, повелете. Забегавме во други теми, за ромите беше муабата. Спомнавте... Не за ромите, за ѓупците, пази. Добро, за ѓупците, за ромите, кои како Различни поими се тоа. За ромите дискутираме. За ромите дискутираме, да така го кажа. Спомнавте најголемо малцинство во Европа, така нешто, 10-12 милиони. Од 10 до 12 милиони, така. А најмалку еманципирано во Европа. Апсолутно, да. Малце да ја свртиме работата, дали тие самите не сакат да биде така? Не, никој, тоа е едно стереотипите, дека се тие мрзливи, дека не се писмени, ама не му си има Не зборам јас дека се мрзливи, секој човек се раѓа, што знам, со некоја интелигенција, има и во нив интелигентни и глупи, како што има и македонците, и во албанците, и во сите нации и народи во светот. Не знам, нивната култура, нивниот начин. Појма нема. Така малце да се Океј, значи, според историчарите, зошто ромите, значи ова е... Сегде во светот е така... Неколку теории, во Европа, зошто ромите немаат стабилно место на живење? Затоа што кога дошле од Индија, европјаните со својата ксенофобичност и надменост не му дозволувале на ромите да добијат добри работни места и да купат приватен имот. Евреите? Добро. Исто така, као дојдени од негде, не знам како се еврејската, да не разработваме тема. Да, ама може... Дали се од Израел или појма немам таму од Хазарското царство дојдени тука или не знам што како, поинаку се значи. Да, ама биле... Помалку се од ромите можда или појма не. Се помалку, но треба да зборувам историја. Не знам, но според мојата логика имале подобар бекграунд. Бекграунд политички, економски. Кој бекграунд го раснале Исус на крстот таму? Кој бекграунд го има во христијански држави? Добро. Јас не арогантно, извини, што би ќе премислам дека арогантно малце јас или ти да збораме за ромите. Не, супер што. Не, малку поинаку ја поставам, не знам. Мене филмот многу ме бендиса, ме подсети на филмот што имам гледано, Gypsy Magic го гледав по не знам кој пат сега пред 3-4 дена на Хрватската. Дом за бесење го имам гледано не знам колку пати, стварно филмите ме бендисат и културата нивна и музиката, било какви работи. Слушам и таква музика и Рави Шанкар и којма немам, не знам дали ги има слушам какви работи, којма. Али Шишмана ги слушам. Кола? Со Шишмана ги слушам. Со Шишмана, окей. Нема врска. Бидете си тој што сте. Борете се за вашите работи, или имајте си го на своето што го има. Такви ќе бидите, мислам, најприродни, најубави. Она да си го имате печатот ваш, зошто да се
да влезете во има естаблишмент сите тие работи. Не е тој естаблишмент, само е фер шанса. Прав, еднакво почеток. Во ред фер шанса, во ред. Има коментар. Сакам само да кажам дека на Ива Европа и кај нас, на ромите, што се така маргинализирани, смета што има таленто за слобода, знаат точно да се радват, знаат да такуват, а на сите во Европа, што сакат да ги контролират, што сакат да му наметнуваат своји некои идеи масонски или било какви, со нив не може да излезат накаде. Дури знаат и точно да се радват и кога да се радват и да уживат во животот, во вредностите на животот, ако сите мислат дека тие не се така. Ја поздравувам сестрата на Ребзи, ми беше колешка и многу убаво мислам поминавме додека работевме заедно. Сум имал многу пријатели, се уште имам пријатели и го осетив на нивното што му сметане, само кај нас и во Европа. Тој е оној талент што никој го нема друг народ. Иако се 10-12 милиони, ако се многу, од сите страни некако како да се љубоморни, завидливи на нивни талент. Го видовме и во филмот, и во реалност. Слободата, да. Дали го наследија тоа од Индија, од местото, од климатичната, да речем, земја, не знам. Овде изборот е повеќе културолошки, ама слободата доаѓа преку материјалните услови и околина. Не доаѓа. Луѓето без материјални да се радат, тоа е колку 15 минути и плачеш и се смееше. Ама што е опасно, дека немаат ништо да се радуваат на се. И како тоа е окей, тоа треба да си го зачуват. Тоа е многу опасна теза. Многу опасна теза. Зависи за кој се измина. Зависи за кој? Кој како гледа на тоа? Оригинално што опасна цифра. Она песна остани џубре до крај, ограничува. Вој се радува за ништо. Такви се сакат, такви. Знаеш што е љубов. Некој со многу пари не знае да се израдва толку човека што знаеш по 5 минути се израдва. Можда после цел филм плачеш, али некој не знае. Со многу пари да се израдва духовна димензија. Така, добро, поведете. Малце, пак ќе речам кратко, сега ќе ги кратко, не би требало да многу. Како резиме, значи, ќе се вратам на почетокот за книгата. Самиот наслов беше навредлив. Јас кога ја видов, одма осетив. Јас осетив навреден и повреден. Иначе работам во библиотека. И не се сложив со тоа, не може да го спречам настанот, нормално. Што се однесува до терминот, сакам да кажам дека термините, како и се во животот, се динамична категорија. Некогаш имале вакво значење, после тујнако денес имат трето значење. И не смееме да одиме по речници или по тумачења во тесен круг на луѓе, што мислиме ние за тој термин, него ќе ги прашаме оние на кои што се однесват. Тоа е најмеrodавно. Ако за нив е навредливо за одредена група, тоа е навредливо. Нема никакво друго тумачење. Ако за мене каурин е навредливо, односно за мнозинството македонци, тоа е навредлив термин. Така исто и за ова. Значи, јас сум за тоа дека тој термин не сме се користи поготово во вакви. За вакви работи во јавност и не може човек да остане чист после тоа, како што не остана ни автор. Сум за тоа работата да добие јавност. Значи, ако не масовност, јавност, ако не добие барем јавност, ќе остани така во тесен круг и со тек на време ќе се заборави. А штом добија јавност и постојано се врати било каде, па и овде, и во медиуми, луѓето ќе учат. Ќе учат како не треба се однесуват. Значи, јас тоа го поздравувам. И не само тоа, него и учествувам. Јас, докај што можев, напишав еден текст, кај Фатма беше тоа, така преседен, тој е мој текстот. Го напишав и во известни се чини еден портал има. Мој беше тој текстот. Јас го нападнав авторот директно. Колегата. И не само тоа, него што разговарав и со други колеги од библиотеката, еден
генерален став на мнозинството, односно на сите оние со кои што разговарат, тие се мнозинството. Значи, тотално не го поддржувам. Се оградувам од него и сметаме дека тоа што го направи навредливо. Тоа е дистанцирано од нас, тоа е поединец. Значи, кажам сега работи однатре. За директорката, точно е тоа, таа на 5-тиот работен ден како директорка, ова и го сервира дека ова вака е традиција и, значи, сакам да ја оправдам, нема голема кривица. Кога зборувате традиција, на што мислите поточно? Како? На што мислите поточно кога зборувате ова е традиција во библиотеката? Тоа традиција да директорката држи говор за промоција на книга. Значи нема, тоа е интерна работа, кога да речем. И таа фактички наседна на сето тоа и беше подметната. Сакам да кажам дека нема голема кривица таа, односно многу мала кривица има во овој случај. За понатаму ќе се одговара. И пак ќе речам, значи сета таа работа од нас вработените немаше баш никаква поддршка. Ние и предпоставувавме што ќе се случи, не бевме можни да го смениме, тоа е институција што се диригира од друго место. Понатаму сакам да спомнам за ова, дали ќе има судска разрешница и дали треба да има. Јас мислам, нема потреба ние тука да дискутираме, дали да предвидуваме дали ќе има или не. Јас сум да се ангажират сите тие институции, инстанции, па сетне дали ќе има или не, ќе оставам на иднината, али зошто е битно? И да има тужба, значи, кој ќе има тужба, пак ќе си добие работата јавност. Она за кој што се залагам. А што има јавност, луѓето ќе учат како не треба да се насудат. Така, најпрво да се представам јас, Семинов Зенгин, студент на правен факултет и припадник на ромската популација. Најпрво сакам да истакнам револт спрема содржината на книгата, тоест самото објавување на книгата, дека со вакви настани, со вакви обиди, со вакви дела, значи и оние кои што сме веќе на повисоко ниво, нешто кон врвот кој што сме стигнале да речам, од нашето вложување, од нашиот ангажман во текот на животот, значи онака меѓу комуникацијата со македонците значи ни сметат. И она има коментари да речам на факултет или без разлика на кафе, значи што е ова што се случува со твоите, например, лично за мене, што се случува со твоите. Значи, тоа се нешта кои што едноставно не ти дават она да се ослободиш и слободно да се гордеиш со она што си го постигнал. Значи, веќе кажавме дека и кај македонците има луѓе кои што не чинат, и кај нас има исто така кои што не чинат. Значи, тоа е единствениот револт, само кон содржината на книгата, ништо повеќе. Тоа е есенцијата на проблемот. А сакам да потенцирам дека секогаш, например, кога се зборува за ромите, секогаш се покажува она суштинското, она најниското ниво на ромите. А да земеме во реалноста да погледнеме, посебно во декадава на ромите од 2005 до 2015 работиве доста се промени. Затоа што лично познавам мои колеги, мои другари, мои пријатели од ромска националност исто така, кои што доста постигнале, значи се запишале на факултет, одлични резултати покажуваат, имат некои си визии, планови за војна и сето тоа. И за заедницата. И за заедницата. Сега, значи, оноа без разлика како индивидуа за себе можам слободно да кажам дека сум успел доволно, но она не можеш слободно да се опуштиш кога ќе помислиш дека твојата заедница цело време е дискриминирана, отргната, потисната на страна и сето тоа. И во секојдневната комуникација, например, со македонци сум цело време, исто така и со ромите, тоа исто ми е мене, како сум со ромите, така и со македонците, со колеги на факултет, например, кога ќе му се испушти она еџупска работа или џупци или сето тоа, знаеш, не да се навредувам лично за мене, но некако сепак ми паѓа жал како припадник од таа група. Значи ми паѓа жал зошто секогаш така значи да бидат навредувани ромите и зошто секогаш да бидеме предмет на исмејување. Затоа што секогаш се напаѓа она кој што е негативното кај ромите.
А никој до сега не го покажал и не го докажал она кој што ромите го постигнале, да речем, она позитивното. И тоа е тоа. Ромите сме единственото малцинство кој што стварно, значи во секој поглед сме исмејувани. И на наша сметка, значи прават некој углед и постигнуваат таму некои си нивни успеси на нивни плани, не знам што таму. А никој не го представил на позитивното. А јас сметам дека секогаш се истакнува на најниското ниво на ромите. Значи подолу и од филмот, условите и од филмот кој што ги гледавме, значи уште пониско ниво од таму. А никогаш она не се представува барем она средното ниво кој што го постигнавме ние. Од 2005 па се до ден денес, значи сметам дека на наш план доволно се постигна, затоа што и ние сме луѓе од крв и месо, и ние сакаме да се дружиме, и ние сакаме да бидеме прифатени и да бидеме имплементирани и во образовен, и во здравствен, и во општествен, и на секаков план, во секое ниво. Тоа е факт. Се сложам. Затоа мислам дека е опасно. Само на кратко. Затоа мислам дека е многу опасно кога ќе земе некој пример како дека Ром направил нешто и ете ромите што прават. Тоа е еден поединец и тоа треба да се види, затоа што ако кради некој Ром, што да кажеме за ете македонец што украде се држа. Значи на цело. И од македонците има кои што крадат и од ромите има. И од албанците и од сето тоа. Сосем прозван позиција не Ром дека. Многу често се перпетуира, се пресоздава тој стереотип. Еден ете сите истото го прават. Тоа треба да се. Би рекол дека сето е до, извини што те прекинам. Да. Би рекол дека сето е до менталната матрица на човек. Така, се создава преку култура, преку. Ето така, преку култура, значи она преку од домашната атмосфера. Како ќе му се изгради менталната матрица на човек, така и ќе му остане. Затоа што јас пак ќе потенцирам, со македонци сум секој ден. Значи слободен сум пред нив. Слободно му пуштам ромска музика, слободно ромски комуницирам со нив. Ромски зборови научија од мене. И сето тоа. И значи се поштоваме дури во најслободна комуникација и се нарекуваме со такви погребни зборови кои што значи едноставно не гледат дали сум ром, дали сум џуптин или ова или она, значи најнормално човек кој што е на исто ниво со нив. И Сашо, значи, сами текна со бегалците е многу интересен фактор. Ние се будиме ностоп за сириците, иранците, пакистанците, па некои што ги маркират како економски мигранти, па не ги пуштаат во границите. Ромите одстално биле забранувани на граница. Значи, не му требало ни војна да се деси. Значи, сите народи кај што се, ги враќаат на граница. Му дека се исправни документите, дека нема што да барат таму, само заради тоа што се роми. Евреите на второ место беа гонети од Хитлер, ромите. Па има статистика дека за време на Втора светска војна биле милион роми, Хитлер истребил 25%, околу 220.000 во Холокаустот загинале роми. Но за тоа никој не зборува. Да. Нема еврејско лоби, ромско лоби нема. Затоа евреите добијат држава. Ме интересира дали како заедница, значи која што ги третира прашањата околу ромите, имате информации околу една теза што се пласираше кај нас во јавноста, се не знам колку е темелена на некои на докази дека одреден број на роми ја користат оваа мигрантска рута за значи да одат во Германија и нашата полиција значи одат без документи како да се сирици, се прави дека не знаат македонски јазик и поради својот физички изглед и сличност со сириците или не знам ирачаните одат значи мигрираат во Германија. Дали имате такви информации дека со денесувањето на одлуката за визна либерализација од 2010 беше или 2009? Така не? Ромите интензивно ја напуштаат Македонија со барање на азил во западноевропските држави. Зошто би сега користеле можноста да патуваат таму? Тие користат секакви методи. И покрај тоа што и покрај документи кои што има на располагање, кои што ги бараат визната либерализација, патно осигурување, гарантно писмо или каде таму ќе бидат сместени, повратен билет и не знам што друго се бара. И покрај тоа ги враќа во одредени ситуации. Но тие имаат некои таму ланци преку кои што на црно поминуваат и стигнуваат до дестинација која што намериле да
Така да, таа теза не држи вода, не е основана, затоа што нема потреба тие да патуваат со сириците, дори да се излагаат на ризик. Нешто би сакал во однос на тоа што го спомна дечкото прошлиот пат претходно во околу масовноста. Мене не ми е битно масовноста, колку што ми е битно тоа што ти денеска присуствуваш тука и она што го дискутираме тука го прифатиш. Не ми се мене потребни 500 луѓе тука, ние не сме на митинг. Битно ми е да се слушаме, да разговараме, па ти може тук излезиш сега од тука ќе имаш можност да поразговараш со некој друг, па тој другиот со трет и така ќе се шири ова што ние го правиме денеска тука. А тоа е да прифатиме општествена одговорност за сите. Супер. Ајде, нон-стоп збораме со некои негативни, потешки работи. Дај да ова е добар момент да кажи. Може да доврши прашање? Ајде, може да се раздржите, а? Позитивно. Ајде, па позитивно. Позитивно во целова ситуација е тоа што... А не да докажам. Интересирате повеќе да сознаеме за вашата култура, за вашите обичаи, традиции, официјално писмо, колку букви имате, какви се традициите, какви се некои венч, традициите, обичаите за свадба и слично, како се гледа, не знам, на љубовта, на сексуалноста. Немаме многу можност да дискутираме, значи ако може да кажете некои основни принципи. Па ќе му дајам први можност на господинот да се искаже. Јас мислам да кажам заопшто позитивно во целова ситуација е тоа што живееме во едно демократско, формално, капиталистичко општество, каде што секој може се што сака да каже и секој може се што сака да направи. Демаркационата црвена линија е толку широка да е сосема беззначена. Да е сосема и беззначена точно. Може вас да ве наречи вас и мене било кој ѓуптин, да не одговара. Може нас да не нареква фиромци и во Обединените нации, покрај тоа што е значи на државно ниво да видиме наречени. И како балканци во Европа, кој ќе се речи балканци, тоа е исто како кај нас кој ќе се речи ѓупци, кој ќе се речи фиромци, така е балканци кој ќе се речат во Европа. Не познава таму никако ѓупци, никако фиромци, него кој ќе речат балканци, да се знае што е балканци. Поим за некултурен народ, сиромашен, надвор ците стандарди. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ова што го водите вие е борба на Дон Кихотска борба, однапред изгубена. Нити ние ќе добиете, нити ние. Ама рековме позитивно. И ние остануваме како балканци. Тоа е позитивното. Дон Кихотска борба. Друго. Јамката наврати, тоа доста е. Ова е оден поширок глобален аспект, гледам. Не имам читано книгата, не знам што се случува во книгата, но тука има избито оперување на синонимите на ѓупци и роми. Вие сте роми, не сте ѓупци. Убаво човек го образложи поимот ѓупци, го употреба во еден синоним, што значи сиромашни луѓе, прости, вакви, такви. Многу често напад, што имам пријатели и познаници, меѓу себе роми, еден на друг да се вреѓат или да се изсмејават, не знам како се вика, абе ѓуптин еден, доста ти ќе ми кажеш, и другиот на другиот му вели ѓуптин еден, амо се смеат, во таква конотација, да кажем тоа. Сега, овде кај земен зборот, не имам читан книгата, ѓуптин во смисла да нешто навредително, нешто просто, нешто испод секој стандард земено. И затоа тој го зема како типизиран лик, за да може што полесно и побрзо, поубедливо да го истакни секојаш во уметноста и во литературата, особено се земаат ликови, типизирани со одредени особини, за да бидат побрзо сватливи и побрзо да го свари читателот или публиката. Ќе земам еден пример. Не знам дали следите Кикирику на радио, во 11 сато во недела ако има, македонецот секојаш е како трпе. Спиеме тоа. Спиете. Има во сабота во 6 сато на вечер тоа беше.
во 18. Таму македонецот е селен како трфе, кој трпи, кој може да издржи стварно 540 години турско робство издржи после на Балкан се слободи. Го има за синоним земено Селим и албанец и тој цело време зборува на еден српско-македонски јазик. Со одредени албански зборови, поќе српски и помалку македонски. Тоа е типизирано. Тој не сека да го кажи дека тој не знае да зборува, него тој е типизирано да може публиката побрзо да го свари. А иначе точно дечкото да што каже, рече последна категорија се ромите и последна се еѓипците. Јас тука на ова исто место слушав од Битола представник на еѓипците и тој објаснуваше, а тој го имам и читано, беше бивши поштар, сега е пензионер. Соодветен човек? Да. Има сдружение на еѓипците во Македонија и објаснуваше, рече еѓипците ние водиме потекло од Египет, бевне воглавно ковачи, ова, она, вака и така, и од еѓипци испадна збор еѓипци, меѓутоа тоа остана како синоним за нешколована маса, сиромасни и така натаму. Тоа ми беше збор. Иначе, затоа не би требало тоа ѓуптино во книгата да си го префрлате вие ромите, бидејќи не го прифаќате тоа, а испаѓа сега како мубата на капата. Го критикувате, не го критикувајте, не гирајте го човекот. Едно шише со Кока-кола. Ако му туриш 2-3 капки отров внатре, дали е тоа истото шише со Кока-кола? Не, тоа е веќе затрована Кока-кола. Кока-колата е веќе затрована. Не, спораме тоа. Не, пример за ова сега ќе кажем. Да, може и готово. Не, тие го сваќат ова многу лично, тие се роми и не се ѓупци. Но сакам да кажам. Вие немаше да покажувате што се знаат, тие што сега како се. Јас сакам да кажам дека се работи за извитоперување на Оке, зборувавте 5 минути што е позитивно. Една реченица што е позитивно. Позитивното е во тоа што тоа не се мајани, не се роми, не се ѓупци. Добро, добре. А ѓупци е синоним за човек било како. Македонец, ром, Добре, оке. Фала ви. Уште ова да дојде. Ама не може, пошто не може. Не може. Ке почекате. Може да се слушаме таму назад? Представиш да говориш? Не, само ќе му коментирам на едно, за останатото нема. Таа битка која што велиш дека нема да ја добиеме, не си го тоа, еве го доказот дека нашата битка стои пред вас. Толку не ќе повеќе да коментирам. Околу позитивните примери, традицијата, културата, азбуката, свадбите, љубовта. Музиката, абсолютно, све. Па, значи, тоа она што сметам дека треба да го кажаме тоа дека пред се, нели, ја спомнавте музиката, ние сме препознатливи како добри музичари. Ајде, изморен, не да речам. И она што сметам дека треба да го знаете, дека всушност и во самиот филм беше представена една традиција на ромите. Една свадба, како изгледа, што нели кога одеа по невестата, стоеше таму човекот, па не ја даваше, па му дава една ракија и ја дава. Тоа го на некој начин го прикажува и нашето секојдневие. Ние и не бараме многу често и со многу малце се задоволуваме. Не ни треба богатства и ред други работи. Единствено што ни треба е да ни дозволат да живееме и да не почитуваат како луѓе. Тоа е на некој начин нашата одлика како една нација. И се интересиравте за јазикот. Јазикот е, како што знаете, потекнуваме од Индија и дел од јазикот ги содржи многу индиски зборови. Значи, негде околу 20% од јазикот ромски содржи индиски говорни од индиското говорно подречје. Инаку имаме 33 букви и претежно пишуваме латиница. Немаме кирична азбука, туку е
латиница. Друго што би можело да ви кажам во однос на прашањата кои што ги поставивте е дека ние традиционално, како што кажавте, покрај тоа што сме ковачи, како занајчи, имаме и во минатото правеле кошници, старите биле ги правеле тие легачките кои што сега се печат пиперки, такви работи, зајвар, кошници, така. Па и кошници за носење обршје покрај музиката која што е наше обележје и тоа се наши обележја. Значи биле занајчи и баш Александар Македонски кога не донел во Европа не носел заради тоа што сме биле добри работници и добро сме знаеле да правиме такви предмети, ковале, сабји, секири и такви работи. Па и отприлика тоа е во однос на нашата традиција, за да можете подобро да не запознаете, треба да дојдете директно во нашата заедница, како што го направи ликот во филмот Стефан, за да можете подобро да не запознаете. Едно прашање. Зошто јазикот во Битола не се користи ромскиот јазик? Ромскиот јазик во Битола не се користи од причина што покрај тоа што го спомнавте, евреите и ромите биле жртви на Холокаустот. Во Битола знаете дека имало големо малцинство евреи, како и роми, и со нивната депортација од Битола носеле и роми. Ромите почнале да не го зборуваат јазикот, зборувале турски, се представувале како турци, само да не бидат депортирани, однесени во логорите. И со текот на времето така и после тоа почнале луѓето старите да не го зборуваат јазикот, се зборувало многу малце и младите така почнале да го заборават и на некој начин во Битола изумре ромскиот јазик. Пред 3-4 месеци сега ми текна, имавме месец на Битола и на историјата на Битола. Историчарите, археолозите тука што беа и сите доктори на науки кажа дека прво ромите биле населени тука, па потоа македонците. Да. Кога се формирал градот. Така и се вели стар точен за коси. И тоа потепси од одгоре. Некој прашање критика? Колку го зна јазикот од прилика 50% од ромите во Битола? Во Битола сега. Од прилика или 10%, многу малку? Многу малку. На училиште го учат? Нема јазик. Оти не барате да се изучават. Паралелки свои да имате. Има побарано само од... Зашто паралелки? Не паралелки, тука да се учи ромскиот јазик. Паралелки да се учат на ромски јазик. Предмет на ромски јазик, не паралелки. Не исто. Добро, тој мисли дека сега ми ги сите да се паралелки ромски. Така. Побарано е да се воведе ромски јазик во основното училиште кој би сувере, само во моментов нема ресурси да се проведи тоа, односно немаме соодветни лица кои што би можеле да ја настават. Да, уште едно прашање во однос на јазикот, затоа што имав можност да соработувам со роми кои што зборуваат турски. Истата причина, тоа што го наведовте, е тоа причина за да зборуваат турски? Да, и тие се асимилирале како турци. Океј, Ремзи, фала ви на сите што... Океј, значи, фала ти многу што ни беше гости на ова проекција на дискусија. Фала ви на сите што учествувавте и што ја слушавте оваа дискусија. Имаше најава од авторот на книгата дека ова ќе се преточи во драма, ќе се преточи во, значи, перформанс, во уште една нова уметност, од страна на Сози Смеа и ќе биде понудена и на други некои места. Така да, ако имате некои наредни акции
протести ноти, протести на улица пред институции, какви да е. Ние ви стоиме на располагање тука повторно да го популаризираме проблемот на нашите социјални мрежи, на нашиот официјален профил на дебатната кино Контракада, повторно да тематизираме темата и да се ги сочиме ставовите конечно на една страна ваша и на авторите од друга страна. Фала уште еднаш и се гледаме наредната недела.